Кога ќе ги ја отворите Библијата, на страниците на Светото Писмо, напишани се зборови или реченици кои што често се повторуваат. И сега кога нешто често се повторува, тогаш на тоа што? Сака да се стави нагласок. Дека тоа е нешто важно. Исто како и ние кои што имаме деца. Кога на децата им повторуваме повеќе пати нешто, што сакаме да им кажеме со тоа? Дека тоа нешто кое што им го повторуваме повеќе пати е дека е важно за нив. И треба да го сватат. И исто и во Светото Писмо, кога нешто се повторува, се сака да се стави нагласок на тоа. Ако пребараме во Светото Писмо, ќе видиме дека Царството Божие се повторува 162 пати. 162 пати само во Новиот Завет. Само во Новиот Завет. Значи, Царството Божие очигледно е дека на тоа нешто сака да се стави нагласок. Јас би сакал ова утро да проучуваме за Царството Божие. Меѓутоа, кога гледаме денес, мислам дека ние сме далеку уопште од идејата за Царството. Ние денес, кои живееме во денешно време. И ние живееме кога Царството, монархијата е далеку од нас. И во светот има многу малку монархии или царства или царски семејства. Но што значи воопшто царството е далеку од нас? Идејата, односно поимот за царството е далеку од нас. Ајде малку да се подсетиме што значело во минатото кога е некој цар. Има потполн авторитет, го условуваат како? Со величество. Денес никој не го условуваме со величество. Може да работи што сака, со кого сака и како сака. На никој не му одговара. Тоа било царството во она време. Кога денес тоа некој го прави, како тоа го нарекуваме ние? Кога работи што сака па и е на власт, как го нарекуваме тој човек? Диктатор. Диктатор го нарекуваме. И тогаш има една голема борба тој, нели, да се лиши од власт. Но во она време царот бил оној кој работел што сака и не му одговарал на никој. И кога Исус сега го споменува царството, ќе ги читаме ние текстовите од Евангелието, тогаш народот ја имал таа представа. Кога Бог е цар, он има потполн авторитет, он е величество, тој работи што сака, тој има своја волја и така натаму. И затоа кога воопшто ја проучуваме идејата за царството, тогаш е многу важно малку подлабоко да завлеземе и да видиме што во суштина значи царството Божие. А толку многу се споменува само во Стариот Завет 162 пати. Ајде малку да ги поминеме некои текстови. Сетете се на Јован Крстителот. Кога почнал да проповеда, што била неговата реченица? Покајте се, зашто се приближи Царството Божие. Ако читаме понатаму, да кажеме Исус, која била Исусовата порака? Во Лука 4:43, што пишува таму? А тој им рече, и на другите градови треба да им го проповедам Евангелието за Божиото царство, зашто сум испратен за тоа. Повторно Царството Божие. Па потоа, кога ги праќал учениците, се кажува, биле пратени да го проповедаат Царството Божие. Дела 20:25. Ајде да видиме што пишува таму. Дела 20:25. И еве сега, знам дека сите вие, меѓу кои поминав, проповедајќи го Царството Божие, не ќе го видите веќе моето лице. Не ќе го видите веќе моето лице. Повеќето Исусови параболи, знаете ли како почнуваат? А Царството Божие е како тоа и тоа. А Царството Божие е како продолжува понатаму параболата. Да кажеме Царството Божие е како 10 девојки. Царството Божие е како благо сокриено во поле. Царството Божие е кога човек ќе фрли себе на земјата и така натаму.
Многу пати, значи, повеќето параболи почнуваат со идејата за царството Божие. Постојано се споменува. Кога Исус воскреснал, вие знаете дека Исус бил 40 дена на земјата. И за тие 40 дена заедно со него биле и учениците. Што правел он со учениците тие 40 дена? Се кажува во 3 стих од Дела апостолите, 1 глава, читаме. Дела на апостолите, 1 глава, 3 стих, што пишува таму? На кој им се представи жив по своето страдање, со многу веродостојни докази, јавувајќи им се 40 дена и им зборуваше за Божиото царство. Премногу се спомнува во Новиот Завет. Очигледно е дека нагласокот е тоа и дека е важно да се знае што значи Царството Божие. Ајде малку ова утро да размислуваме за тоа, затоа што наша задача е исто така да го шириме и да зборуваме за што? За Царството Божие. Ако тоа го правеле учениците, ако тоа го правели апостол Павле, тогаш и ние треба да го шириме Царството Божие и да бидеме добро запознаени што навистина Царството Божие значи. Јас си поставувам прашање на самиот себе си. Дали јас на правилен начин, а ви поставувам и на вас, дали јас на правилен начин зборувам за Царството Божие? Дали јас на исправен начин го ширам Царството Божие на оваа земја? А важно е. Да ме прашавте мене, пред некои си 13-14 години, пред да се крстам или кога се крстив, што значи Божието царство, и што би одговорил јас? Че дојде кога Исус ќе се врати на оваа земја. И тогаш доаѓа Царството Божие. Кога ние се молиме Отче наш, нека дојде Царството Твое, и тога сум мислел на второто Христово доаѓање. Односно, после смртта и после воскресението, јас верував во Царството Божие. Јас тоа би ви го одговорил на сите вас. Но тоа не е библиски. Тоа е еден дел од вистината, но не и потполната вистина, која треба да ја знаеме. Затоа, погледнете сега овој момент, одиме во Лукиното Евангелие, кога Исус го прашале ова, сега е директно прашање за него. Одиме во Лукиното Евангелие, 17 глава, 20 стих читаме. 17-20. А кога фарисеите го прашаа, кога ќе дојде Божјото царство, тој им одговори и рече, Божјото царство не доаѓа така, за да може да се види. А второто Христово доаѓање, јас го гледам, ако ме прашавте порано. А кажува дека Царството Божие нема да дојде така што може да се види. А потоа во 21 стих Исус кажува, ниту ки се рече, еве го тука или онаму, зашто ете Божјото царство е во вашата, односно во нашата средина. Ниту ќе се рече, еве го тука или онаму. И сега доаѓа главната поента. Зашто ете Божјото царство е внатре во вас или во вашата средина. Значи, Царството Божие е веќе уште сега на оваа земја. Јас уште сега го живеам или не го живеам Божјото царство. А не кога Исус ќе дојде. Мислам дека ние често гледаме во иднината, драги браќи и сестри, таму горе во небото и нагоре, кога Исус ќе дојде. А Исус кажува не. Тоа е сега овде, сега во вас. Сега, постои тука контрадикторност, ако добро ме пратевте и ако добро ги знаете текстовите, аз се верувам дека добро ги знаете текстовите од Библија. Постои контрадикторност кога го проучуваме за Царството Божие. Постојат текстови кои директно зборуваат за Христовото доаѓање и дека тогаш ќе биде Царството. Еве да ве подсетам. 10 девојки кажува, Царството е како 10 девојки. Го чекаат кој? Младоженецот. А кој е младоженецот?
Исус. И тоа е царството. Потоа Лука 21:31, што пишува? Лука 21:31. Така и вие, кога ќе видите дека ова се збитнува, знајте дека Божјето царство е близу. Знајте дека Божјето царство е близу. Исус кажува, насочува на знаците. Кога ќе го видите дека ова се збитнува, знајте дека дојде царството Божие е близу. Очигледно и тогаш ќе дојде некое царство. Па кажува Исус, нема да пијам од родот гроздов до тогаш кога ќе пијам во царството, вели. Сега, зашто се работи тука, драги браќи и сестри? Во Светото писмо постојат две царства. Во Светото писмо постојат две царства. Јас знам дека на сите нас тоа не е познато, но ајде да се подсетиме денеска. Постои царство на милоста и царство на славата. И кога во Новиот Завет се споменува некое царство, драги браќи и сестри, многу е важно да се види за кое царство станува збор. Дали за царството на милоста или царството на славата. Сега, кога настанува царството на милоста? Кога јас ќе го прифатам Исуса за свој владар, јас влегувам во царството на милоста. Кога почнува царството на славата? Кога Исус ќе дојде. Уствари, најмногу се зборува за царството на милоста. Кога јас, Исус, ќе го прифатам како свој владар, Исус мене ме внесува во царството на милоста, ме ослободува од гревот во мојот живот. А во царството на славата, кога ќе дојде Исус, ние ќе бидеме ослободени од присуството на гревот, воопшто на оваа земја. Но сега во царството на благодатта, јас сум веќе ослободен од гревот. Сега прашање за сите нас. Што е поважно? Царството на милоста или царството на славата? А често гледаме во иднината. Царството на милоста е поважно за нас денес. Затоа што ако јас денес сум во царството на милоста, нема да бидам, односно, ако не сум во царството на милоста денес, нема да бидам ниту во царството на славата. Или обратно. Оној кој е во царството на милоста само продолжува да живее во царството на славата. Ајде да кажеме во тоа обкружување. И тоа е нашата мисија денес. А наша мисија е луѓето да ги припремаме за што, драги браќи и сестри? Да ги припремаме за царството на славата, така што тие уште денес ќе бидат во царството на милоста. Во царството на милоста. Ние денес треба да го шириме Евангелието за царството на милоста на оваа земја. Дали сме добри во тоа? Ајде прашање за сите нас. Дали сме добри во ширење на царството на милоста на оваа земја? Да го шириме вистинското царство на оваа земја. Ајде малку да проучуваме како го работеле тоа учениците. Одиме во Лукиното Евангелие, 9 глава. Првите 2 стиха ги читаме. Лука, 9 глава, првите 2 стиха ги читам. И ги повика, 12-мината им даде сила и власт над сите нечисти духови и да лекуваат болни и ги испрати да го проповедаат Божјето царство и да исцелуваат болни. Потоа 10 глава, 9 стих што кажува? Исцелувајте ги болните во него и говорете им, Божјето царство се приближи до вас. Иста идеја.
Како учениците го ширеле Царството Божие? Имате тука два аспекта. Проповедале за што? За Царството Божие и каже овде текстот дека што? Ги исцелувале болните. И овие два аспекта биле вклучени кога проповедале, односно кога го ширеле Царството Божие. Сега, да сте живееле во она време и учениците да дојдат во вашето село или во вашето место, да влезат во вашиот дом, вие не само што че сте слушнеле за Царството Небесно, туку вие, драги браќи и сестри, и че го осетите, че го почувствувате Царството Небесно во вашиот дом или во вашиот град. Не само да чуете информација што значи Царството Божие, туку вие едноставно и че го почувствувате тоа. Би дошло до некое излекување во вашето село, кажува Елен Вајд, некојаш во цело село немало да се чуе извик на болка, затоа што Исус таму поминал. Тие едноставно осеќале дека Царството Божие се наближило. Со други зборови, на дофат на рацете им било. Значи, кога зборуваме за Царството Божие, многу важно да не бидат вклучени само зборови, туку тие треба да го почувствуваат, Божјото царство овде на земјата. Сега, каде сме ние подобри? Дали во ова другото или во зборовите? Очигледно дека сме подобри во зборовите, да се проповеда Царството Божие со зборови. Двајца социолози биле замолени да направат една студија како оние ја гледаат црквата на адвентистите. И кажува нивниот извештај. Вака бил нивниот. Еве јас во една реченица ќе го кажам. Се вели, верата на адвентистите е вера на училишните клупи. Што значи? Тоа дека верата им е како во школските клупи. Има полно информации, има полно зборови, има полно теологија, но они не виделе сега тука нешто практично за да може тоа да се почувствува. И ние треба да се чуваме да таа вага не падне само на едната страна, драги браќи и сестри. И да само зборот биде најважен, мада он има свое место во проповедањето наше. Затоа што учениците и проповедале, но и уште нешто правеле. Да не правиме само, да не се одадеме само, односно да не проповедаме само со зборови, затоа што тоа е како во школа. Во школото имате многу информации и седите, па потоа има учител кој што зборува и вие добивате информации. Но нема тука практично дело, многу малку. Но кога го шириме Царството Божие, вие гледате дека два аспекта треба да бидат вклучени. Кога зборуваме или дискутираме некогаш помеѓу нас за проповедањето, понекогаш ќе се јави некој кој ќе каже: "Ма доста е веќе да зборуваме, ајде нешто да сработиме, да направиме, да сториме нешто." Постојано зборуваме, ајде нешто практично да направиме, да се почувствува тоа во нашиот град за Царството Божие. Сега гледате како кога зборуваме дека Царството Божие може да се почувствува. Тоа не се однесува само на исцелување. Вие го знаете оној поим кога ние кажуваме раниот дожд и позниот дожд. Раниот дожд било, кажува Елен Вајд, таква сила која ги пратела учениците во оние први своји налети кога го проповедале Евангелието, дека тие навистина можеле да лекуваат. Големи чуда тоа биле. Па потоа кажува позен дожд. Пред второто Христово доаѓање доаѓа дека повторно, односно се кажува дека повторно ќе дојде до такви чуда. Чуда на излекување. И мене сега не ме чуди тоа што тогаш Евангелието ќе биде толку успешно, што тогаш царството така успешно ќе се шири на крајот од светот и на времето. Затоа што ќе се почувствува, тука нема да бидат само зборови, туку едноставно ќе се почувствува дека Евангелието влегло во домот, влегло во куќите. Сега, ние живееме некаден измеѓу тоа, но немојте да заборавите оној текст кога Јаков кажува. И ние би требало тоа да окористиме во денешно време. Ако е болен некој меѓу вас, кажува нека се помолат за него, нека го помозат со улје и ќе му се врати
здравието. Има ли такви текстови? Треба тоа да го користиме. Тоа на нас не е дадено, драги браќи и сестри. Можеме да ицелуваме и да ицелуваме и да се почувствува Евангелието. Ние помазувањето со улје го користиме и тој чин го користиме кога веќе скоро се готово. Но тоа треба повеќе да го користиме. Значи ширење на Евангелието со зборови и со служба или со служење. Значи и целувањето сега, јас би го проширил на еден друг начин и да им се служи на луѓето. Не само да се зборува, туку и да се служи на разни начини. Добри сме во зборувањето, имаме добра теологија, да бидеме добри и во службата. Да се осети во овој град дека Царството Божие се шири. И мене ми е мило, драги браќи и сестри, што еве тука и сестра Билјана, што го води тој здравствен клуб, тука се и некои млади од кавадарци. Добро е што нешто се придвижува. И на некој начин преку тие здравствени клубови сакаме да им се доближиме на луѓето и да им кажеме нешто повеќе за Божјото царство, односно за тоа што треба да прават додека се тука во Божјото царство на милоста. Значи, малку се овие клубови здравствени, некако се свртивме кон луѓето, на некоја служба, ајде малку луѓето да осетат тоа Божие царство на земјата, пред вкусот на небото, да им помогнеме да бидат здрави. А има многу гранки и начини преку кои можеме на луѓето да им предочиме тоа Божјо царство. И ако така работиме, успехот е загарантиран. Теоријата без искуства, тогаш тоа е ништо, не вреди. Ако јас само зборувам, а немам практично дело со луѓето, тогаш тоа е многу слабо. Ке бидеме добри само во овие два аспекта. Јас слушнав едно лично искуство кога го раскажува еден професор за мисионството. И тоа кога бил пастор во една мала црква. Кога отишол, тој видел што од прилика таму работат и како функционира таа црква. И секоја зима и есен имало евангелизација. И ние имаме таква, обичај таков. Секоја зима и есен имало евангелизација. И тоа било традиција на евангелизацијата да дојдат луѓе и да слушнат од Божјата реч. И кажува тука секојаш доаѓале 2 до 3 пријатели и другите верници. Традиционално биле другите верници. И тој размислува и му вели на верниците дека евангелизација нема да одржуваме 3 години. И они сега се чудат како тоа е можно без евангелизација. И им кажал че направиме еден поразличен проект од неголи досега. И тогаш тој размислувал што да прави и направил еден стратешки план. Тоа било во црквата. Некои кои знаеле да пеат подобро, некои послабо. И формирале еден хор од нив. И кажува, тие имале вежби и почнало тоа се подобро и подобро да звучи. Може би не било совршено и најидеално, ама звучело. И тогаш во еден момент отишол во едно школо и прашал во школото дали они можат да одржат бесплатен концерт. И кажува, тие дозволиле и тука се собрале луѓето од селото и слушале. Следната година повторно, третата година повторно. Тогаш се сетил на Адра. Ајде да ја ангажираме Адра да направиме нешто за нив, за тоа село. И Адра дошла, нашле некои сиромашни семејства и им дале помош. Па потоа црквата се вклучила, нешто во селото да поправи и така натаму. Тоа било 3 години. 3 години. И кажува, после 3 години, им реков на верниците, сега ќе одржиме евангелизација. Пратиле покани и кажува, салата беше преполна. Дошле и крштевањата, неколку десетици од нив се крстиле. И сега кога размислуваме, драги браќи и сестри, за Царството Божие да се вратиме, што правеле учениците? Зборувале, но и се осетило Царството Божие. Тие со години зборувале, но сега требало да се почувствува дека Царството Божие е присутно. Тие со години зборувале, но требало и да се почувствува дека Царството Божие е тука, дошло во селото. Да се осети некое подобрување, да се осети дека на некои луѓе им стигнала помош и тогаш имало успех.
Така да јас мислам дека ние само така ќе бидеме успешни ако го исполнуваме тие два аспекта. И тоа треба да биде избалансирано. Да се проповеда, но и да им се служи на луѓето. Апостол Павле тоа добро го разбрал. Погледнете го текст на Коринтијаните 4 глава 20 стих. Таму пишува: зашто Божјото царство не е во зборови, што запишал? Туку во сила. Царството Божие не е во зборови, туку во сила, кажал апостол Павле. Значи нешто мора да се случи. Што сака да каже со овие зборови? Значи мора нешто да се случи, а не само зборови, не само теорија. Ајде одиме понатаму за Царството Божие. Постојат уште некои поенти, драги браќи и сестри, кои сакам да ги нагласам. Тоа се две Исусови параболи, кратки параболи. Исус кажува: Царството Божие е како зрно, најситно зрно, да земеме или синапово да го земеме, и кажува Царството Божие е како квасецот. Се сеќавате ли на тие параболи, нели? Што ги карактеризира овие две параболи? Ајде малку да се концентрираме. Што ги карактеризира овие две параболи? Царството Божие како зрно синапово и како квасец. Ги карактеризира, ги врзува еден збор, а тоа е што? Растот или растењето. Вие знаете, зрното е најмало, само неколку милиметри, а кога ќе порасне, се кажува израсува во дрво дури и од 25 метра. Кога ќе го земете квасецот и го ставите и тестото не може да го, односно ако тоа го преносиме во преносна смисла, кога ќе го земете квасецот и го ставите и тестото не може да се задржи и тоа расте. Исус кажува: кога зборувам за Царството Божие, Царството Божие има таква динамика, не можете да го задржите. Тоа едноставно е како квасец, расти и постојано се шири. Но јас би рекол, ако се вклучени овие два аспекта, тоа растење не може едноставно да го задржите. Секако треба да има квалитети. Гледате, Исус кажува: нема врска колкова ти е црквата. Нема врска дали ви има 5, 6 или 10 верници. Ако квалитетите на царството се помеѓу вас, тоа е како квасец, тогаш не можете да го задржите. Тоа едноставно расте, се шири и го исполнува целиот свет. Тоа било Божја желба, а и денеска е тоа исто за нас. Значи, не квантитет, туку квалитет. Зато Исус ја споредува црквата како мало зрно. И ако ја земете раната црква, токму така било. Имате само една шака, да не речем, односно 12 апостоли, кои го живееле Божјото царство. И тоа едноставно блеснало меѓу тогашен римски свет. Од онаа мала група. Џон Весли кажал една интересна реченица: дајте ми 100 верници кои не се плашат од ништо, освен од гревот, и не бараат ништо друго освен Бога. И кажува: јас ќе ги задрмам темелите на пеколот и ќе се расшири Царството Божие. Кажува само 100 верници. Не мора да бидат многу. Не квантитет. Само дајте ми 100 квалитетни верници. Па кажува, по цела земја ќе се расшири Божјото царство. Но со оној вистински квалитет. Ако црквата не расте, прашање, драги браќи и сестри, ако црквата не расте, јас си поставувам прашање: тогаш има некој проблем во Царството Божие. Едноставно тоа е квасец, тоа мора да се шири. Тоа е квасец, не можеме да го задржиме. Ако нешто не е во ред со црквата, ако нема луѓе, ако гледаме дека не оди нешто во црквата, тоа значи дека во Божјото царство нешто не е во ред. Тогаш има некој проблем. Ако во некоја црква постојат несогласувања, караници, тогаш е проблем. Тогаш не е присутно Божјото царство тука. И тогаш црквата нема да расте. Вистинските квалитети на Царството Божие неминовно допринесуваат за раст. Неминовно, ама вистинските квалитети допринесуваат за раст.
Не е од пресудно значење стратегијата. Да бидеме начисто, драги браќи и сестри. Мада има свое место и стратегијата. Не се од пресудно значење ниту парите. Туку од пресудно значење е дали квалитетите на Царството Божие се присутни во помеѓу неговиот народ и верниците. Еве ние како и вас, еве како сестра Билјана, во Кавадарци, во континуитет се одржува подај рака, овој настан. Исто го спомнавме и здравствениот клуб. Ќе бидеме успешни ако на тие луѓе таму надвор им го донесеме Царството Божие. Ако им го приближиме Царството Божие, како што кажува Јован, на дофат на рацете да им биде. Не само во зборови, драги браќи и сестри, туку и во службата. Да тие осетат дека таму е нешто поразлично. Дека таму на вистина се спуштило Царството на милоста. Тогаш ќе биде квасец, тогаш ќе расте Царството Божие. Тоа се добри идеи кога зборуваме за овие параболи. Значи, јас влегувам во Царството Божие. Исус е мој цар, јас сум влегол во Царството на милоста. И тогаш јас одам и некој гледа, приметува дека Исус е мој цар. И го прифаќа Исуса. И така оди квасецот и се шири по целата земја. Но првен треба Исус да биде, што? Мој владар, Господ, мој цар. Хајде уште еден момент од Царството Божие. Исто еден стих кој е вреден да се спомне. Римјаните, 14 глава, 17 стих. Римјаните, 14, 17. Зашто Божјото царство не се состои во јадење и пиење, туку во правда и мир и радост во Светиот Дух. Павле овде повторно го споменува Царството Божие. Сега, ако јас кажам за себе, јас сега нешто не јадам и јас сум во Царството Божие. Или јас нешто не пијам, па сега влегов во Царството Божие. Павле кажува, тога се лажеш. Туку Царството Божие се квалитети. Правда, мир и радост. И радост. Затоа Исус кажува, Царството Божие е во вас самите. Значи, јас можам веќе да го оживеам овој текст уште на земјата, драги браќи и сестри. Значи, уште на земјата јас чувствувам правда, мир и радост. И Божјото царство е во мене. Која е правда? Кога Бог ме оправдал, кога немам грижа на совеста. Замислете црква кога сите би верувале дека потполно Бог им опростил во Христа. Дека сме оправдани, дека ни е дарувана правда. Јас го живеам веќе царството на милоста. Мир и радост. Јас овој мир и радост би ги поврзал. Ако некој има мир, може ли да биде нерадосен? И Павле кажува, кога го живеете царството Божие на земјата, вие имате мир, имате радост. Тоа е внатре во вас. Тоа е царството на благодатта. Сте слушали сигурно некои од последните истражувања, се кажува дека 80 до 90% од болестите денес потекнуваат од некои психосоматски тегоби, кои се последица од стресот. Сега, кога зборуваме за овие два аспекта, Царството Божие да се проповеда и да се ицелува, па кога на некој му го донесеме Царството Божие, кога ќе влезе во Царството на милоста, добива што? Добива мир и радост. Затоа што сте му помогнале што? Да биде здрав. Да биде здрав. Пазете, 80 до 90% на луѓето и да им се помогне да се излекуваат. Само затоа што добиле мир и имаат радост. Апостол Јован кажува, сакам да ти биде добро, вели. Сакам да ти биде добро, да биде здрав, како што и е на твојата душа. Како што е на твојата душа добро. Замислете кога ова некој ќе ви го каже. Сакам да ви биде добро, да биде здрав како што и е на твојата душа добро.
Замислите ова некој да ви го каже. Дали ова за вас би било од благослов или од проклетство? Сакам да бидеш здрав како што и е на твојата душа добро. Ако некој ми рече така, јас би се замислил. Дали тоа е благослов или проклетство за мене? Али очигледно, ако ни е во душата добро, сака да каже со овие стихови, ако ни е во душата добро, ако го имаме тој внатрешен мир, неминовно ќе бидеме здрави, драги браќи и сестри. Тоа е таа врска. И кога ги носиме во царството на милоста, и кога луѓето ќе добиат мир и радост, тоа ќе се почувствува и кај нив. Затоа тоа е внатре во мене. И кога луѓето ќе гледаат денес, дали гледаат дека сме поразлични? Кога луѓето не гледаат денес, дали гледаат во нас нешто поразлично од сите други? Дали гледаат дека сте во царството на милоста? Прашање кое секој треба да си го одговори. Дали луѓето кои ме наблюдуваат мене, гледаат дека јас го живеам Божјото царство на земјата? Затоа што ако квасецот се шири, рековме, првен јас треба да бидам тој кој ќе го има во срцето тоа царство Божие. Како што кажува апостол Павле, не јадење и пиење, туку правда, мир и радост. Тоа е царството Божие, уште сега на оваа земја. Ајде да повториме накратко. Рековме што значи да се проповеда царството. Што правеле учениците? Што правеле? Проповедале и им служеле на луѓето. Биле многу успешни, кажува Божјата реч, како зрно најситно. Така мало, а се ширело како квасец и го исполнило тогашниот римски свет. Но само затоа што имало што? Квалитети во нивното срце, во срцето на учениците. Радост, мир и правда. Оправдување во Исуса Христа. Тоа е царството на милоста. Кога зборуваме за концептот на големата борба, тогаш зборуваме за две борби меѓу две царства. Кој е царство? Царството Божие и кој е другото? Изборуваме за царството на темнината. И целата Библија го покажува карактерот на таа голема борба помеѓу тие две царства или две знамења. Почнува од почетокот на Светото писмо. Вие знаете кога Адам и Ева паднале во грев, кој постанал владетел на овој свет? Царството на темнината. Царството на темнината. Значи се променило владењето. Па и самиот Исус ќе рече за сатаната дека е кнез, владетел на овој свет. И сега ја имате таа борба. Ако ја земете книгата на Јов и ги погледнете тие први текстови, соборот пред Бога, се кажува дека дошле синовите Божи. Таму и кои? И сатаната. Од каде сатаната? Сатаната е представен на овој свет како владар на оваа земја. Негове ова царство. А што му кажува Бог? Кажува, го гледаш ли слугата мој Јов, кој е во твоето царство ми служи мене? Му кажува, се бои од мене, јас сум му владар, се отклонува од злото, се трга од тебе, а сепак живее во твоето царство. Во твоето царство нешто се случува, му вели Бог, сака да каже на ѓаволот. Така да целото Свето писмо и имате таа тензија, царството Божие и царството на темнината. Кога е извојувана конечната победа царството Божие во однос на царството на темнината? Кога е, драги браќи и сестри? На крстот. Ги знаете ли во Втората светска војна, оние две теории или термини кои се користат? Ден Д и ден В. Сега, што било ден Д, а што денот В? Денот Д се кажува бил 6 јуни 1944 година. Е инвазијата на Нормандија. И се кажува дека тој ден, таа инвазија, требало да ја одлучи Втората светска војна. Кој тогаш ќе победи, се знае исходот на војната. А ние знаеме дека победиле кој? Сојузниците. Заедно. А кога бил денот В? Или денот Викторинин? Кога се спуштила и последната пушка. А тоа било 7 мај 1945 година.
Сега, прашање до вас. Кога зборуваме за крстот, дали крстот е ден Д или ден В? Добро ме пратевте ли? Се разидуваме малку. Се знае исходот на битката, драги браќи и сестри. Тоа е денот Д. Извојувана е победата. Но потполна победа ќе биде тогаш кога ќе биде царството. Кое царство? На славата. Кога и последниот грешник и грефче ги снема на оваа земја. Кога ќе се стиши и последната пушка на оваа земја. Но денот Д веќе бил. Значи ние денес се одлучуваме на страната, на која страна да бидеме? На која страна? Ние денес имаме прилика да се одлучиме за победничката страна. Да влеземе во царството кое на крајот потполно ќе победи. Ја имаме таа привилегија, драги браќи и сестри, да ја зграпчиме силно. Тоа е како еве на некои млади тука, кои што ги има. Тоа е како кога бисте можеле после утакмица да се одлучите за кој да навивате. Имате ли шанса да погрешите тука? Има ли шанс? Да навивате за некој кој ќе изгуби? Нема шанси. Во христијанството нема шанса. Ние се одлучуваме за победничката страна, драги браќи и сестри. Исус на крстот на Голгота победил. И кажува еден, во Христа Господ Бог го забил своето знаме на планетата Земја. Му објавил на целиот универзум да слушне, ова ќе биде повторно мое. Ова земја ќе биде повторно моја. Исходот се знае. Само прашање е кога утакмицата ќе заврши. Кога борбата ќе се заврши. Бог денес не повикува под своето знаме, под својата застава. Бог денес те повикува да влезеш, драги брати и сестро, во царството на милоста. А кога ќе дојде Исус, ќе влезеш во царството на славата. Ке влезеш во една друга реалност, каде веќе нема да има грев. Но ние уште овде на земјата можеме да го осетиме тој предвкус на царството на славата, царството на небото, драги браќи и сестри. Исус кажува, читаме последен текст за денеска, во Лука 12 глава. Каков убав стих, кажува, не се плаши стадо мало. Нема врска колку ве има. Волјата на Отецот е да ви го даде царството. Не морате кој знае колку да се трудите. Влезницата е за секој. За секој обезбедена. Еден мислител кажува, ни една цигла во Божјото царство не е моја, ма се Бог обезбедил. Можам да влезам во царството на благодатта затоа што се ми обезбедил. А потоа ќе продолжам во царството на славата. Нека Бог ни помогне уште овде денес на земјата да ја живееме, да го живееме царството на милоста, а потоа и да влеземе заедно со него во царството на славата. Амин. Амин.